Во овој втор дел од нашата емисија ќе зборуваме за доста интересна и несекојдневна тема. Сексуално преносливите болести се голем проблем кој ниту една жена не посакува да го има. Но во денешно време овие болести се повеќе се распострануваат. Токму на оваа тема ќе зборуваме со доктор Аристотел Тренчев, специјалист гинеколог акушер во Општата болница во Велес. Добро утро, докторе, и добро ни дојдовте во нашата утринска програма со цел да им разјасниме некои работи на нашите гледачи во врска со горе напомнатата тема која што ја споменав. Најпрво би ве прашала кои се оние најчести преносливи, сексуално преносливи болести? Добар ден уште еднаш. Значи, доста интересна тема. Од причина што овие сексуално преносливи болести најчесто се асимптоматски и долг период задржуваат една асимптоматска фаза, односно латентен период, и покрај кратката инкубација, во зависност од предизвикувачот, може да дадат доста често пати рецидиви и да преминат од акутна во една хронична форма и да представуваат голем проблем кај самата пациентка. Според зачестеноста се наоѓаат на второ место кај жените во репродуктивниот период, се мисли на периодот од 15 до 45 години. И тој процент негде се движи околу 10% кај жената во овој период, со тоа што овој процент подлежи на зголемување кога се доведува во врска со бременост. Што се однесува до најчесто застапените предизвикувачи, во оваа категорија на предизвикувачи може да се набројат повеќе во однос на нивната структура, односно дали се работи како предизвикувач ако се јави габична инфекција, може да биде бактериска, вирусна инфекција, протозова и слично. Што се однесува во однос на овие трансмисивни сексуално преносливи болести, додека во претходниот период, гледано историски, денеска се смета дека живееме во една подобра социоекономска ситуација. Например, сифилисот и гонорејата, кој што се одлика на една ниска социоекономска состојба, денес дури не се ни споменуваат како болести и од страна на самите здравствени работници не се обрнува толку внимание. Значи се доста ретки. Да речеме болеста како што е сифилисот, која клинички се манифестира со улцеративни промени, денес е исклучително ретка, додека процентот на појава на гонорејата со оние тешки клинички слики е сведена, е намалена за некој 95%. Меѓутоа, денес се јавува проблем, поготово помеѓу адолесцентите, појавата на хламидијата како предизвикувач и во категоријата на овие сексуално трансмисивни болести. Поради тоа што присутноста на оваа инфекција има краткорочни и долгорочни последици. Овие краткорочни последици се одликуваат со тоа што се асимптоматски, може да дадат покрај целиот генитален тракт, да зафатат и да се манифестираат и со еден уретритис и слични работи. Самата пациентка да не е свесна за постоењето на оваа инфекција, значи таа латентна фаза, клинички не манифестна, односно асимптоматска фаза, и истата да ја пренесува и на сексуалниот партнер, сексуален партнер, меѓутоа во колку денеска се, да речеме, послободни самите млади, значи се појавува тој промискуитет, избегнуваат онаа превентивна заштита што ние советуваме со употреба на кондом и поради тоа несвесно, значи со самото зголемување од 1 на 2-3 партнера се зголемува и ризикот за нејзино пренесување. Исто така, голем проблем представуваат и вирусните инфекции. Се мисли најчесто на ХПВ инфекцијата и инфекцијата со херпес гениталис вирусот, кој што е серолошки сличен со херпес симплексот во 90% од случаите.
се работи на светско ниво е прогласено еден вид на епидемија од овој вирус. Се спомнува истиот од причина што се поврзува со појавата на цервикалниот карцином. Ова инфекција со ХПВ, посебно со ризичните типови, како што се тип 16 и тип 18. Друго што би сакал да спомнам, најчеста причина за појава на овие сексуално трансмисивни болести представува самата слаба едуцираност помеѓу младите адолесценти, склоноста кон незаштитен сексуален однос или неправилната употреба на, се мисли на кондом. Мислам дека е затоа што веќе границите се намалуваат, се помали, се од помала возраст почнуваат со сексуалните односи и ради тоа се случуваат и овие проблеми, неедуцираност, како што кажавте, сето тоа предизвикува проблем. Помалку се лошите социоекономски услови, колку што е самата неедуцираност. Дури се наведува податок дека како се појачува врската помеѓу еден маж и жена подолг период, дури самите не ќе да употребуваат ова превентивна заштита. Она што, кажавме кои се оние најчести болести, кажавте накратко за нив, но тука би ја споменала кандидата. Значи, што би кажале вие за ова најчест проблем кај жените? Значи, секојдневно се случува на секоја втора жена, би се рекло дека имала проблем со ова. Да, што се однесува во поглед на кандидата, иако не спаѓа во групата на сексуални трансмисивни болести, меѓутоа е доста честа појава. Значи, во 80 до 90% од случаите што се јавуваат и што се изолирани, како предизвикувач се појавува кандида албиканс и други, во останатите 10% од случаите се подтипови на истата габичка. Во репродуктивниот период, најчесто истата се манифестира со еден вулвовагенитис, додека во адолесцентниот и постменопаузалниот период кај жената, поради овој хормонски дисбаланс, односно намалената продукција на хормони, се манифестира клинички со еден вулвит. Во 10 процентот на појавување се јавува во репродуктивниот период негде околу 20% кај жените. Додека кај трудници тој процент е зголемен поради пореметување на pH средината на самата вагина, чии што вредности растат, се смета дека како нормален дел од флората на вагината, при pH вредност од 4,5, некоја неутрална средина, со зголемување на pH вредноста доаѓа и до буење на ова габична инфекција. Истата клинички се манифестира со неугодност, пецкање, печење, поготово изразен јадежот, кој што може да доведе до секундарна со појава на екскоријација, односно ранички на самата кожа и појава на секундарна, да се накалеми секундарна бактериска инфекција, што е влошува клиничката слика. Други одлики, ги има сите одлики на едно воспаление со црвенило, оток и вагинален исцедок, кој што е со карактеристично беличасто сиркаст исцедок. И како напредува инфекцијата, самиот воспалителен процес, се појавуваат наслаги, беличасто сиркасти наслаги кои што се лепат на самите ѕидови од вагината покрај постоењето на тоа црвенило и оток на самите ѕидови од вагината. Истата се открива, самата жена ги приметува овие промени и што е причина да се јави на гинеколог. Најчесто се решава кај матичниот гинеколог, со гинеколошки преглед исто може да се потврди микробиолошки, односно со микроскопско исследување на специфични подлоги. Во колку се јават 4 такви епизоди кај
пациентката во текот на една година. Во тој случај зборуваме за еден хроничен облик на кандида, што не е ретка појава. Самиот третман постоја доста препарати покрај овие адјувантни препарати или алтернативни, како што се користење на препарати од лактобацил, збогатена флора на препарати, исто така сите тие средства кои што ја намалуваат pH вредноста на флората, постојат и препарати кои што се стриктно наменети, тие се во групата на антимикотици, меѓутоа нивниот третманот на акутната форма негде се движи помеѓу 7 дена, па може и до 2 недели, додека се смета дека е исправно најмалку во период од 21 ден, со употреба на вагиналети и креми за локална употреба. Така. Она друга, кажавме и накратко за кандидата, има што да се зборува уште. Многу. Значи, времето не ни дозволува, мора малце побрзо и едноставно да објасниме. Тука би ја споменала и трихомонијазата, значи. Таа после кандидата доаѓа како второ заболување. Па не баш како второ, меѓутоа доста честа, асимптоматска, не толку изразена. Збор два да кажеме и за ова заболување, овој проблем што се соочуваат жените. Трихомонијазис вагиналис представува, спаѓа во групата на протозоите како предизвикувач. За разлика од кандидата, доста често се јавуваат и промени на уретрата, односно со една клиничка слика на уретритис. И карактеристично е за трихомонијазата што се јавува најчесто во периодот на најголема сексуална активност, значи кај адолесцентните, негде помеѓу 15 и 35 годишна возраст. Се работи за протозоа која што е доста отпорна на надворешните услови, значи успева во влажна средина, дури во мокрачата се одржува и до 24 часа, може да перзистира, и поради тоа покрај сексуалниот однос како една од причините за трансмисија, за пренесување на оваа инфекција, се работи и за инфекција која што може да се пренесе и преку контакт со предмети, да речеме користење на заедничка када, заеднички прибор за бришење, се мисли на крпи и слични работи. Значи мора да се внимава и на сите овие ситници. Да, хигиена, доста голема хигиена одржавање. Исто така оваа трихомонијаза е потенцијално, не потенцијално, туку се работи за инфекција која што се пренесува од мајка на дете. Значи вертикална трансмисија која што може да има последици кај самото дете, на неговиот развој во текот на бременоста и слично. Клинички се карактеристично за трихомонијазата е еден жолт и пењушаст исцедок со доста непријатен мирис. Истата, значи, кога ќе се јават овие симптоми, самата жена бара, значи, помош. Истата се потврдува со гинеколошки преглед, микроскопски на нативен препарат истата се прегледува, со мерење на вагиналната pH одредување. Така. И терапијата е добро што подлежи на антибиотска терапија. Најчесто се користат таблети од групата на метронидазолот, терапија негде од 5 до 7 дена и со локална употреба исто на креми во период од 10 до 14 дена. Што тука би се пренасочила и кон едно друго заболување, би го нарекла, тоа е бактериската вагиноза. Што представува ова? Еве да кажеме и за ова накратко. Исто и бактериската вагиноза, како предизвикувач се јавува Гарденерела вагиналис, која што представува, или Хемофилус вагиналис, која што представува еден дел од нормалната флора на вагината. За неа посебно е, за оваа бактериска вагиноза, одликата клинички се манифестира со една непријатна миризба на скапана риба, што самата жена ја наведува за да се јави на преглед
тоа не може да ја поднесе таа миризба, а причина за ова се самите амините, значи на аминска вагиноза, така наречена, односно самите нитрати. И дури во самиот препарат при изолирање на гарденерелата, процентот на лактобацилите, кои што представуваат дел од самата нормална бактериска флора, може да биде сведен на 1 до 2 лактобацили. Значи, или воопшто да отсуствуваат. Карактеристично е што истата може да доведе до спонтани абортуси, значи предвремено губење на бременоста. Тоа е навистина сериозен Да, сериозен проблем. Колку е присутен кај жените овој проблем? Дали е чест? Присутен е од причина што денес во овие модерни времиња се користат разни купки непроверени на пазарот, Значи, на од тоа различни треба да се производители. внимава, Да. Една од причините е таа што тие сами дезодоранси и купки може да На што треба да внимаваме околу овие работи за да не дојдете до за да не оваков дојде до проблем? ова, значи ви кажав, најпрво да, личната хигиена, меѓутоа да се внимава на самиот пазар. Така. Какви препарати се земаат, проверени, непроверени, да се чита пеха вредноста на самиот на препарат. Така. На тоа да се обрне внимание. Така. Она што друго го спомнавте и на самиот почеток кога ги набројавте оние преносливи болести, тука ќе го споменеме и гениталниот херпес. Кои се симптомите и како се лекува ова заболување? Значи, гениталниот херпес е предизвикан се работи за вирусна инфекција, предизвикувач е тип 2, односно од фамилијата на херпеси, херпеиди. Така. Значи се работи за инфекција која што денес е доста расширена кај младата популација, и тоа што е карактеристично за оваа инфекција, што е има долг латентен асимптоматски период, односно асимптоматска фаза, во колку клинички се манифестира е доста болна инфекцијата. Кај адолесцентите како причина се наведува биолошкиот фактор, односно самата осетливост на клетките, како и ниското како причина исто се наведува и ниската социоекономска состојба. Како што на почетокот спомнавме, неупотребата на кондомот како заштита, предрасудите спрема него од страна на младите и нивната несвесност за постоечкиот ризик. Навиките во промената, се мисли на сексуалните навики. Така. Значи, употребата на оралниот секс е причина за појава на други локации на промените. Најчесто во 3 фази одат овие промени, во 3 стадиуми. Така. Инкубацијата трае негде на инфекцијата 3 до 9 дена, негде се спомнуваат и до 2 недели, значи 14 дена. И во тие 3 клинички стадиуми, во првиот стадиум се јавува една општа нелагодност, сомалаксаност, непријатно чувство и пецкање локално се мисли. Додека во вториот стадиум се јавува оној ИСИП, односно везикуларни промени, кажано миурчиња, кои што истите, како напредува болеста, доаѓа до пукање на истите и појава на улцерации кои што се доста болни, со една локално црвенило, и еден може да се јави покачена температура. Истите, овој втор стадиум, односно оваа везикуларна фаза, поминува за 2 до 3 недели, кога болеста навлегува во третата стадија, во третиот стадиум, односно зараснување на истите, кога можноста за ширење на инфекција више е стопирана. Во овој за време на вториот стадиум, значи,
кога е клинички манифест на болеста, се јавуваат промени и локално на ниво на лимфните јазли во препоните, кои што исто така може да бидат следени со болка и покачена температура. Значи се работи за доста сериозни промени. Самиот вирус е склон на еден подолг латентен период, се повлекува во самите нервни завршетоци, во ганглиите од рбетниот мозок, каде што во една фаза на мирување може да остане и до 6 до 12 месеци, кога може да дојде до повторно избивање на инфекцијата, односно секундарна фаза на болеста, во однос на примерната инфекција. Значи се работи за рецидиви, а истите рецидиви може да бидат провоцирани и од самиот начин на живот. Да речеме дали се работи за стрес, а дали се работи за пат на самиот имунитет кај пациентката, нередовно спиење и слични работи. Така. Што се однесува до диагнозата, тука веќе се покрај клиничката слика, која што е причина за да се јават на гинеколог, се прават и малку посложени имунофлуоресцентни техники се користат за диагностицирање на истите, како и серолошка диагностика од причина што реков серолошки со херпес симплексот, кој што е предизвикувач на промени на ниво на лабиите најчесто и самиот организам, значи кога е добар имунитетот, не се манифестира клинички. Така, ета кажавме накратко и за гениталниот херпес. Сега пред самиот крај, за да завршиме, она што го оставив за последно прашање, се поприсутен е ХПВ вирусот. Колку типови на овој вирус постојат и ете сите оние детали околу овој вирус да ги кажеме во кратки црти за да не должиме многу. Значи ХПВ инфекцијата се она и најчеста верувам. Најчеста бидејќи се доведуваат одредени типови на ХПВ со појава на карциноматозни промени на грлото на матката, значи за појавата на карциномот на цервикс и сериозноста на самата ХПВ инфекција со овие типови е доста голема. Што се однесува карактеристики за ова ХПВ инфекција е тоа што исто е асимптоматска. Значи самиот организам може да се избори во период од 9 месеци да ја нормализира оваа инфекција, значи или да перзистира во една фаза во една латентна фаза. И треба позитивната работа е што и треба еден подолг период на самиот ХПВ вирус да се вгради во геномот на клетката домаќин и да почне ова инфекција клинички да се манифестира. Истата добро и позитивна работа е што имаме методи, начини да ја откриеме ова инфекција со користење на скрининг, кај нас се користи во вашата во нашата болница исто се користи ПАП тестот. Најчесто применувам, кој што ни дава насоки за понатамошен третман. Сите промени на грлото на матката, значи одат во некои 3 стадиуми, дали се работи за има Бетезда категорија, според која може да се работи за лесен степен на дисплазија, умерен степен и висок степен на дисплазија или ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3 познати помеѓу пациентките и зависи од степенот на промената, односно на дисплазијата. Во тој случај одат и понатамошните насоки. ХПВ типизацијата се работи со таа цел да се утврди дали се работи за високоризичен тип на инфекција или се работи за инфекција со нискоризични типови на ХПВ. Во колку се изолираат овие високоризични типови, најчесто се тип 16 и тип 18, се превземаат понатамошни насоки во однос на колпоскопски преглед и циљена биопсија. Истиот материјал што е добен со циљената биопсија се подвргнува на патохистолошка анализа и во колку дојде позитивен одговор,
се работи за повисок степен на дисплазија, во тој случај има користење на хируршки зафати. Значи се работи за конизација, кој што истовремено представува и диагностичка метода и тераписка метода во зависност од промените до кој степен се навлезени. А понатаму следат поголеми зафати во зависност од промената. Што е исто позитивна работа, полесните типови на дисплазија или ЦИН-1 и одредени типови на ЦИН-2 може да се третираат со деструктивни методи, без хируршки зафат, значи како што е криотерапијата, лазер вапоризацијата, азотниот пероксид исто може да се користи. Може овие полесни типови со нискоризични типови, значи на ХПВ, клинички се манифестираат со појава на кондиломи, кои што представуваат доста чест проблем, и самата нивна локализација околу вагината и перинеално може исто така да се третираат со овие деструктивни методи или со користење на подофилин, односно со примачкување. Така. Меѓутоа се доста чести и рецидивите. Значи најбитно е правилен начин на исхрана. Еден од најчестите фактори кои што се доведува со појавата на ХПВ инфекцијата е пушењето, односно никотинот. Така. Потоа начинот на живот, реков, промената на тој промискуитет и практикувањето на незаштитен сексуален однос, самите состојби кои што може да доведат до намалување на имунитетот, како што е стресот, како што е одредени здравствени проблеми. Денеска свесни сме за појавата и на сидата како болест која што се доведува со намалување на имунитетот кај личност и слично. Така, доктор Дренчев, јас ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од нашата утринска програма. Се надевам дека повторно ќе ни дојдете за некоја конкретна тема која што ќе зборуваме малку подолго и поопширно. Ето, ви благодарам уште еднаш и се надевам дека за брзо време пак ќе ни дојдете. Благодарам.